Моите главни созданија е дека беа наметнати три идентитети на граѓанските активисти во овие три случаи. Првото беше дека тие се во првиот случај, значи за црквата на Плоштад, беше дека тие се збирштина од геи активисти и атеисти. Вториот случај за Мартин Нешковски беше дека тие се еден вид на дел од аферата Надеж, тоест еден заговор на Бранко Црвенковски да руши власта со консултанти од Словенија преку масовни протести. Третиот заман беше дека тоа беше омаловажување на транзицијскиот криминал и свртување на вниманието на јавноста кон нешто друго. Дека исто така со контрапротестите беше наметната една друга тема, тоа е дека сепак таа борба не е само народот, тоест некои активисти против власта, туку е и народ против народ. На тој начин се помести точката на конфликт од народот против власта на народот против народот, а власта се абсолвираше на некој начин од тоа. Поради тоа имаше контрапротести на Плоштадот, поради тоа имаше контрапротест кој што велеше дека протестите за полициската бруталност не треба да се политизираат, па беше фамозната изјава на Билјана, која Билјана не ја переше, дека всушност власта работи институционално, а младите кои протестираат дека треба да се има политичка одговорност заради полициската бруталност, дека треба да се има цивилна контрола над полицијата и така натаму. Тоа секој се реши институционално, меѓутоа сепак има и некои други луѓе кои биле нивни другари, а еве протестираат против нив. Во третиот случај во однос на Аман беше тоа иницијативата Изгор приватизација, која повторно ја помести точката на конфликт не во однос на цените на струјата и енергенсите во тој момент, значи поскапувањето, туку беше дека џабе се бунат овие од Аман, кога СДСМ ја приватизираше ЕСМ, тогаш требало и значи сепак се создаде некоја слика, сакаа да создадат некоја слика дека овие протести се невалидни и дека не водат кон нешто конструктивно во општеството. Се обидов да најдам представници од контрапротестантите во моето истражување, преку медиуми да видам кои луѓе, па некако преку Facebook да им пишам, или не сакаа, или немав никаков одговор, меѓутоа најинтересниот одговор ми беше кога се обидов преку луѓе кои се вработени во јавна администрација, да можат тие да најдат некои луѓе. Баш спрема тоа дека сите мислиме дека се луѓе кои се од јавната администрација, и ми беше даден одговор дека тоа е партиска тајна и поради тоа не сакаат да ми одговорат.